Добар ви ден, драги мои пријатели, сакани и почитувани. Еве, јас се фатив на работа и подготвена сум да ви направам денеска еден прекрасен специјалитет од пиперки. Може ли македончето без пиперка? Нема теорија. Пиперката е најглавното нешто, посебно летото, во нашата кујна. Таа кралица секаде е присутна. Во манџи, во тави, во што не. А ова денеска што ќе ви го направам, спремете си една фурна лепче, значи една фурна лепче и ќе завршиме работа. Значи тоа се пржени пиперки во бел сос. А сосот се прави со сирење, да ќе ви кажам сега како. Додека јас ви кажувам што се е потребно за овој специјалитет, значи навистина не се шегувам кога ви велам дека треба една фурна леп за ова. Ке ставиме 1 децилитар масло, ќе ставам првата тура на пиперки, со се дршка се печат, вака се отвараат и со се семе, со се. Така, ќе ги одберете пиперките да се прави. Да се прави. Еве, јас имам 8 пиперки. На 2 пати по 4 ќе испржам. Така. Значи, рецептот е следен. Имаме 8 пиперки. Ова обично може да биде и главно јадење, дури може и како предјадење да го послужите. 8 пиперки, за 8 пиперки ќе ви кажам доза. Ќе ви требат 100 грама урда, 100 грама овчо масно сирење, околу 300 до 400 грама кисело млеко, ќе ви треба пресно млеко 1 чаша, 2 децилитри, неколку чешниња лук, 1 лажица или путер или кајмак, 1 лажица брашно и прстова сол, тоест по потреба. Сега ова ќе си прска, да, ама мора вака да направам, така, да не направам лом овдека. Значи сега преминувам на пржење на пиперките. Додека тие се пржат, еве јас ги насечкав така. И ќе го насечкам лупчето сега. А во истото масло кај што се пржат пиперките, ќе ви кажам што ќе направам. Ќе го направам всушност сосот за пиперките. Сега така, кога се пржат пиперки, знаете, затоа сите македонки имаат порети надвор, на тераса, во двор, за сарма да се крчка, да не мириса куќата, за пиперки да пржиме. Добро. Сега ќе ги проверам. Така. Секогаш пред да ги завртам, морам да ги тргнам од оган, за да не ме направат лом. Како прска. Мајко, леле. Така. Сега враќам на оганот. Така. Како ќе ги
испржам, ќе ги наредам тука, во чинијата, а си имам еден сад, ќе ви кажам, од пола од филот или од сосот ќе ставам доле, ќе ги наредам пиперките и другата половина од озгоре. Среќа што ги покривам, иначе ова тука се ќе биде лом. Ама па пусто вкусно. Убавина. Еве ги овие се готови. Се пола минута ги оставам вака. И нив ќе ги извадам, ќе ги посолам. И сега овие ќе ги насолам. Така. Ајде што ова последнава да ја извадам. И добро е, супер. И неа ќе ја насолам. И сега во истото масло, каде што се пржеа пиперките, ќе ставам уште малку масленце, така, и ќе ставам или една лажица путер, или една лажица кајмак. Така. Надвор од загреаната плоча, да не изгори путерот, и сега ќе ставам лукчето и потоа ќе го ставам брашното. Еве го лукчето сега. Така. Сега враќам на ринглата. Малку само, не смеам за да не го изгорам, нели? Така. Толку му е доволно. Сега одиме со една лажица полна брашно. Може уште малку, нека има повеќе сос. Така. Сега не ставам тука ни сол, ни ништо, затоа што солено е сирењето, урдата. Ова треба уште едно 5 минути сигурно да се испржи. Така, гледате како убаво си врие. А јас сум испрскана со масло до горе. Ама пусто, вкусно, убаво ова, за мацкање е прекрасно. Еве, веќе готово, скрос ја промени бојата брашното. Така, сега ќе го додадам млекото. Така. Еве, добиваме еден убав бел сос. Мешам. Сега ќе го додадам сирењето. Ќе додадам урдата и киселото млеко. И повторно ќе вратам на шпоретот.
Ова значи веќе си е солено самото од себе, од сирењето. Сега промешувам. И го оставам уште неколку минути да проврие. И знаете каде е тајната во овој што се пржи сето тоа после во зејтинот каде што беа пржени самите пиперки. Ете го, тоа е тоа. Морам да пробам само малку за сол. Да видам да не, ако е премногу солено од сирење и така натаму, можете да додадете уште млекце. Совршено. Таман. Значи и млекото си го направило своето. Лукчето, брашното. Прекрасно. Сега ова ќе го направам. Во земјената тавичка, толку доста му е, ќе ставам пола од сосот како основа. Така. И сега ќе ги ставам пиперките. Вака ќе ги наредам. Да бидат со рачките нагоре. Ете така. И ако има малку течност, и таа ќе ја додадеме. Супер. И сега остатокот од овој бел млечен сос го ставаме одозгора. Како мириса лукчето. Па дури можете да му наросите и малку буковец. Да, сега ми дотекна тоа. Благодарам многу. Еве, дури и камерманите ни се асистенти во снимањето. Еве само ова. Разгледница, погледнете, ова значи како најубавата разгледница, колку е ова добро. И сега, затоа што ни ова готово, значи нема чекање тука. Ова за мацкање нема чекање. Значи еве имам лепче. Мајко моја. Сега ќе се отпоздравиме. Право влегувате во кујна, зимајте пиперките, тавчето, право на пржење пиперки и направете го сето ова, дури кога ќе отстои, уште побаво е. Значи можете и ладно да го послужите. И она пиперките, кога ќе уцицаат од киселото млеко, од сиренцето, леле, мераци. Морам уште еднашка да си макнам. Леле, колку е добра. Ве чекам со фотографии да ни покажете како ви излезе и на вас овој специјалитет. Мене што да ви кажам. Значи прстите си ги оставиш внатре и не можеш да престанеш со макање. Сега една анекдота да ви кажам, навистина моите другарки кога се собереме и кога ќе почнеме да кажуваме за пиперките, за јадењата, за ова, за тоа, и некој, нели, многу прскат, многу се прави бербат. Една моја другарка вели, абе се убаво, вика, ќе го направам ова, ама некој да ми ги донесе испржени пиперките и нема проблем, до вечер ќе го правам овој специјалитет. И навистина така,
А ние знаете како велиме, нема и јаре и пари, заедно не иде. Значи, или две лубеници под една мишка не одат заедно. Па сега, ке извалкаме, ама кога ке седнеме да се изнајадеме, се ке заборавиме. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија. Вкусот на традицијата ве гушкам сите и чекајте не на следната епизода во истото време. Довидување.